Состојбата во Кичево полека се стабилизира. Поплавените граѓани постепено се враќаат во своите домови, но велат се е уништено и нема услови за живот. Водата им ја уништила и целата покукнина и апаратурата. Куќите самите си направивме дупки во зидоите, со црево самите ги миевме. Куќите се направени, значи над мене вака. Све што имавме натре во куќите, све е запустено. Значи на цименто слободно можете да влезете да видите. Значи нема никај да спиеме. Ни чебиња, ни јоргани, ни каучи, ни фрижидери, ни перални, ништо пусто е све. Овде е многу катастрофа, не сум само ја таа поплавената. Овде вака шучено на Господ што немаше никој жртви. А ова вака ни за спиење, ни за јадење, ни за ништо немаме. На терен почна и проценката на штети, се со цел да им се помогне на погодените граѓани. Градоначалникот најавува помош и трајно решение за нив. Домовите им се уништени релативно. Ние во првата фаза се обидовме да го регулираме коритото на реката, за да нема повеќе излевање, барем во понатамошниот период, додека не најдеме конечно решение за уредување на речното корито. Во овој момент сите жители што ја поплавени и беа згрижени од спортската сала се вратени во своите домови, добиваат помош и од Црвениот крст, добиваат помош и од загрижени граѓани, добиваат помош од страна на општината во однос на храна, пијалоци и чиста вода за пиење. Се обидувам да обезведам основни средства за реновирање на домовите, да кажеме поликолор, гипс, такви работи. Од реално граѓани што сакаат да помогнат и општествено одговорни фирми и се надевам дека во наредниот период што поскоро ќе успееме да ги оспособиме да барем пристојно да можат да презимат овој период, па понатака планираме сериозно решение да бидат дислоцирани од тука и да им се доделат социјални станови. Откако ќе се заврши теренската проценка, ќе се утврди и обештетувањето за жителите кои претрпеа штети од поплавите по излевањето на Зајаска река.